Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Има една секвенца од книгата Последната кинеска царица која е доста индикативна и која можеби на најдобар начин ја отсликува македонската политичка сцена. А вела дека од тврдите дрва се прават сандаците за погребување на луѓето, а од меките дрва се траат украсите кои траат со години. Можеби тоа за почеток треба да биде лајт мотивот или мотото на ова наша вечерашна емисија, бидејќи од тие тврди дрва во политиката Македонија завршува тамо кај што ќе заврши. За почеток со Јове Кекеновски на тема дали тоа што сега во рацете го има Зоран Заев ќе заврши како голема политичка бомба или како политичка петарда. Не знам дали сте информирани, меѓутоа кај да е деновиве треба голема бомба да пукне, па за секој случај дали сте побарале експертиза од овој институтот за земјотресно инженерство, куќата кај што живеете дали има доволна добра сеизмика да издржи таа бомба? Интересно е приодот пристапот кон ова прашање. Според се тоа нели што се случува, претпоставувам дека ќе испадне само една димна бомба. Од причина што нели од одолговлекувањето да се изнесе во јавност таа бомба, постои опасност да истата таа доколку ја носите долго време во раце или во джеп или во куфер, да ви експлодира лично на вас, па да ви направи поголема штета. Ние ќе прифатиме дека Заев навистина има бомба. Нели? Нема да одиме во анализи дека нема, дека блефира или дека прави некои други работи. Значи ќе прифатиме најдобрата теза за СДСМ и за Зоран Заев. Он навистина во раце има бомба. Тоа него го прави, значи ако таа теза ја прифатиме, најмоќен човек во државата, бидејќи од него зависи колку ќе остане Груевски на власт. Сигурно, значи доколку тој како претпоставам дека смета дека во рацете има политички капитал. Меѓутоа, очигледно тој политички капитал, доколку е во она, како што велите вие, најдобра варијанта, сепак е мртов политички капитал од причина што не го изнесува во јавност. Второ, доколку навистина сакаше оставка на премиерот Груевски и доколку се толку сериозни тие обвинувања, кои што се однесуваат на честа, на угледот на Република Македонија, дури пак претендираат и да ги нарушат меѓуетничките односи, тој сигурно дека ќе ги објавеше досега и досега ние ќе имавме веќе премиер во оставка, ако е така како што тој тврди. Ние ова интервју го снимаме во петок, значи 3 дена пред емисијата се емитува во вторник, значи не знаеме што ќе се случи, меѓутоа правиме анализа на можни претпоставки што би можело да се случи на политички план. Во средата, значи некаде пред 2 дена од денот кога го снема во интервју, Заев има настап во Битола, кај што категорично изјавува, значи после неколку пати, кај што дава одредени интервју, сега категорично на трибина пред партиското членство во Битола вели Груевски ќе мора во рок од 3 дена да си поднесе оставка врз база на бомбата со која располага Зоран Заев. Так. Тоа се навистина тврди и категорични стојалишта на човек кој ако располага со таква бомба може да менаџира политичката ситуација како сака. Сигурно дека доколку се сериозни тие обвинувања, како што тврди тој самиот, бидејќи гледате, ние сме на некој начин граѓаните на Република Македонија заложник е целата опозиција во Република Македонија, токму како резултат на ова тврдење и таа наводна негова голема сигурност дека ќе експлодира таа бомба и ќе има несогледливи последици. Господин Кекеновски, ако располага со таква афера и ако вели ние ќе го натераме Груевски да седне да преговара, дали тоа значи дека ако Груевски седне да преговара, нема да експлодира бомбата? Уште на првото негово појавување, кога пред месец и пол или два кажа дека има бомба, тој јасно и децидно кажа дека ќе се обидат со помош на тие докази кои што ги имаат да преговараат ради честа и угледот и сензибилноста на меѓуетничките односи. Меѓутоа, очигледно дека станува овде моќна алатка, тој си мисли дека е моќна алатка за преговори за Груевски, за единственото, мислам, можеби спорно прашање, тоа е формирање на техничка влада. Вие знаете, ако вели дека располага со бомба, со разорна политичка мок, тога самиот ја сведува тежината на таа бомба
како услов да преговара со Никола Груевски. Апсолутно. Значи самиот ја намалува тежината на таа бомба и бомба од разор на мок ја претвара во преговарачка бомба. Па тука е непринципиелноста на Заев, кој што јас и вчера јавно побарав од него да излезе пред јавноста и да каже што ќе се случи доколку Груевски го прифати да преговараат и доколку прифати техничка влада, дали тоа значи дека тие докази нема да излезат во јавност? Дали тоа значи дека тој ќе стане соучесник? Тој крај крајава и сега е соучесник, бидејќи ако се работи за такви докази кои што тој ги крие, а ги употребува за како средство за уцена за да преговара и за да добие нешто, очигледно дека е соучесник во тоа. Добро, имате ли логичен одговор? Ако ова влада е недемократска, фашизоидна, тоа се нели квалификациите кои опозицијата, посебно нели сега после изборите што беа пред 6 месеци, ги употребува за власта, ако власта е таква, значи недемократска и фашизоидна, ако вие располагате со таква бомба и не употребувате да струшите таква власт, која е логиката? Имате ли логика во целата ова работа? Па за мене нема логика, јас тоа во неколку наврати го кажав. Очигледно е дека се купува време во една ваква ситуација, меѓутоа мислам дека на овие ситно политички, за мене се ситни политички игри, тоа е сеење на ветер и магла заради добивање на ситни политички поени, кои што на крај ќе се вратат мощно контрапродуктивно и веќе ние како јавност, второ и самата партија Социјалдемократски сојуз не смее да трпи понатаму импровизации и сигурно доколку не експлодира таа бомба со онаков интензитет како што тој очекува, сигурно дека првото што треба да биде да си поднесе оставка. И како ќе се разреши сегашната политичка криза? Ако Зоран Заев во раце има таква политичка бомба, тога зошто самиот тежината на таа политичка бомба ја сведува на можни преговори со Никола Груевски за формирање на техничка влада? Зарем не е логички и зарем не е нормално ако лидерот на опозицијата располага со бомба со таква разорна мок да го струши Никола Груевски, односно неговата власт, која 8 или 9 години од страна на македонската опозиција е оквалификувана како фашизоидна и недемократска. Ете, тука е веројатно проблемот на оној синдром сол за Грчева, бидејќи очигледно дека Заев се плаши дека во рамки на неговата пратеничка група има луѓе кои би можеле да го следат тој синдром на сол за Грчева, па дури и опозицијските портали кои се блиски до Зоран Заев спомнува 7 имиња на пратеници или најавуваа можно 7 пратеници да го следат примерот на сол за Грчева и очигледно дека со оваа бомба или со не знам вакво држање на политичка тензија, тој се обидува да ги обесхрабри тие пратеници да излезат или да влезат во пратеничките клупи. Така, или да ги обесхрабри или да ги окуражи, меѓутоа за уште многу кратко време. Мислам дека тоа го направи и со Андреј Жерновски како лидер на либерал-демократите и со НСДП, односно со Тито Петковски, се обиде барем за момент да амортизира тоа нивно незадоволство кое што тлее и кое што мислам дека прашање на време кога ќе излезе на површина и кога нивните пратеници ќе побараат да се влезат во парламентот и да ги застапуваат интересите на граѓаните, впрочем кои ги избрале за да ги застапуваат. Таа средба беше нели со Жерновски, со Тито Петковски минатиот вторник. Значи доволно е само да се погледнат фотографиите на ликовите на тројцата што ја држа таа пресконференција и да ви биде све јасно. Тоа се ликови кои апсолутно не веруваат дека ќе има успех тоа што го прават или таа стратегија со бомбата да го натерат Груевски да седне на преговарачка маса, бидејќи очигледно целата политичка конфигурација се сведува на тоа Груевски да направи одредени политички отстапки. Тоа што јас го знам е дека политичките отстапки треба да одат во одреден правец на формулација дека следните парламентарни избори треба да бидат фер и демократски. Груевски тоа не го прифаќа, бидејќи ако прифати дека треба да бидат следните фер и демократски, тогаш овие значи биле нефер и недемократски. На Зоран Заев му треба некаква таква одредена политичка ситуација за да може да ја представи како победа и да ги врати пратениците во парламент. Па, јас ќе го вулгаризирам малку ова, ќе го споредам со една ситуација која што велиме, нели, или поговорка, да веникот се фаќа за сламка. Така мислам дека го прави Заев во една ваква ситуација со сето ова што излегува во јавноста со сите тие негови тврдења, кои што мислам дека времето ќе покаже дека се работи за една погрешна тактика, за една погрешна стратегија и тој лично ќе биде жалосно да тој лично ја сноси целокупната одговорност, меѓутоа очигледно си презема голем терет и во демократијата, во демократските процеси, во демократските политички партии, доколку немате успех, доколку го излажате своето членство, доколку не го реализирате тоа што го ветувате, неминовно сам да се заминете, а ако не заминете сам, тогаш ќе мора да ве принудат, да ве разрешат или да ве принудат да поднесете оставка. Не, историски сме имале некоја слична ситуација или приближно слична ситуација, тоа е 2001 година,
Коцаринковски ја вади на голема афера за прислушкување, а неколку недели после тоа му бара на Лјупчо Ѓорѓиевски да бидат во една заедничка влада. Меѓутоа тогаш рейтингот на СДСМ беше неспоредливо поголем. Значи СДСМ ги доби убедливо локалните избори 2000 година, победи во првиот круг на претседателските избори, Тито Петковски го декласираше Борис Трајковски и позицијата од која Бранко Царенковски преговараше беше многу подобра во споредба од позицијата во која сега се наоѓа, бидејќи сите анкети после изборите покажуваат пат на рейтингот на СДСМ на Заев, токму благодарејќи на тоа фемкање што ќе прават на политичка сцена. Знаете, не можеме да ги споредуваме тие ситуации, меѓутоа факт е дека Социјалдемократскиот сојуз тогаш имаше многу поголема стартна основа, стартна позиција уствари, од причина што не само што ја обедини аферата, туку се случува и настаните во Танушевци. Потоа владееше еден општ став во Република Македонија дека ДПА и ВМРО ДПМН ја договориле кризата, меѓуетничката криза. И дека немаат контрола. И дека немаат контрола на ситуацијата, на теренот немаат, и оттаму неминовно беше една таква ситуација да се случи. Значи, му се погодија или му се наредија картите. Во една ваква ситуација, јас не знам, и Ходини да дојде не може да го извади од оваа ситуација Заев, од причина што неговиот рейтинг е 3 пати, рейтингот на политичката партија е 3 пати помало, а неговиот личен рейтинг е 4 или 5 пати помало од оној на премиерот Груевски, така да не верувам ниту нуклеарна бомба него не може да го извади од една ваква ситуација. Меѓутоа, знаете, тој сега се обидува се движи по средината на две можни крајности. Првата е пратениците да му се вратат или еден дел од пратениците да му се вратат во парламентот, што сака да ја избегне како можност по секоја цена, и втората крајност е да има предвремени избори, знаете, бидејќи ако не ви се вратат пратениците, ако вие располагате со таква бомба, ако таква бомба експлодира на политичката сцена, тогаш е најлогично да има предвремени избори, од што они се плашат или велат не учествуваме на избори кои нема да ги организира техничка влада. И сега се обидува како ајде да речеме Шумахер по средината да вози, да постигне добро време, добар резултат, а сепак да не излета од пистата. Да, тоа е добро сте го очиле и тоа е фактички целокупната вистина за начинот на функционирање или реалност за начинот на функционирање. Значи, прашање на време доколку кога некој од пратениците ќе му пукне трпението и под наводници на партиска лојалност. Не значи дека ако не се согласува со лидерот на партијата кој што креира една ваква погубна политика и влезе во собранието на Република Македонија, односно си ја повлече својата оставка, не значи дека тој е предавник на Социјалдемократскиот сојуз. Од причина подобро нешто да се спаси отколку се да се загуби. Меѓутоа, мислам дека основната цел е да се игра на картата на предвремени избори со техничка влада. Меѓутоа, можно да има предвремени избори, меѓутоа не сум сигурен дека би било тоа техничка влада. Евентуално можеби варијантата која што би прифатил Груевски можеби е некоја политички неутрална, можеби некоја чиновничка влада, или сегашна влада со неколку експертски имења. Можеби тоа е најидеалното решение за Заев во една ваква ситуација. Дали целата политичка гарнитура или конјунктура се сведува на две можни разрешници? Како прво, Зоран Заев да очекува дека Трајко Велјановски нема да го прекине мандатот на опозицијските пратеници, од друга страна Никола Груевски да очекува дека опозицијските пратеници, кои се навикнати веќе на тие собраниски плати, бидејќи 6 месеци поред добиваат полна или фул собраниска плата, дека нема да можат да издржат, да се откажат од тие плати и всушност двете најголеми политички гарнитури да ги темаат своите политички стратегии на такви две политички претпоставки. Клучното прашање тука кој се поставува е дека тие опозицијски пратеници 6 месеци примаат полна плата во парламентот. Тоа покажува дека баш и не се умрени за бојкот на собранието, по секоја цена да сечат вени и да не примаат плата и да се откажат од сите тие привилегии и бенефиции. Па знаете, јас укажав неколку пати на тие непринципиелности. Сигурно дека собранието функционира и ќе функционира, ќе си ги носи законите. Ве гледате дека тие се обидуваа дури да го донесат уставот, односно измени на уставот, бидејќи има на ваша жиросметка Трајко Велјановски не префрла плата. На моја жиросметка не префрла, значи тие луѓе се контактирани телефонски, си оставиле жиросметка или тековна сметка или не знам кредитни картички на кои им се префрлаат парите, значи они покажаа дека се кооперативни условно речено со претседателот на собрание и со тоа исто собрание. Па тука секако доаѓа до излаз оној етички момент. Доаѓа до израз моралот на пратениците. Значи, од една страна вие велите го бойкотираме, од друга страна не одиме во собранието, не работиме
не ја оправдуваме нели платата која што ја земаме, а од друга страна сакаме удобно да живееме. Јас претпоставам дека голем дел од нив, имајќи во предвид целокупната оваа економска криза во која што се наоѓаме, не би си дозволиле и понатаму еден добар дел од нив да седат и да не земаат плата, а при тоа да бидат етикетирани од страна на ВМРО ДПМН, од страна на медиумите кои што жестоко ги жигосуваат за овој начин. Сигурно дека јас ги жигосувам во тој аспект и мислам дека доколку не се разреши што е можно побрзо оваа бомба, нели, доколку не експлодира на Заев бомба, тие ќе бараат начин како побрзо да се вратат во собранието и при тоа да нели седнат во собраниските клупи и да го дават својот придонес како би ги оправдувале плати. Знаете, мислам дека едната и другата страна на две предпоставки ги базираат своите политички проценки и како да се однесат во наредниот период. Предпоставам дека Заев проценува дека Трајко, Велјановски и Груевски не би се осмелиле сами да им го прекинат мандатот на пратениците и така ги убедува своите пратеници да издржат на овој бојкот или стратегијата за бојкот. Од друга страна, Груевски смета дека барем 7-8 пратеници од опозицијата ќе се полакомат или ќе им биде тешко да се откажат од тие плати и ќе извршат притисок врз Заев. И врз база на тие две проценки предпоставки, двата водечки политичари во Македонија ги базираат своите политички стратегии. Така, значи овие се многу јавни, многу јасни политички калкулации, каде што јавно и недвосмислено се крши и деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, меѓутоа и изборниот законник, каде што децидно е кажано дека на првата наредна седница се констатира оставката. Значи, вие ги имате поднесено, ние ги имаме сите, нели, ги гледаме дека оставките се поднесени, меѓутоа спикерот, нели, Велјановски никако да ги постави на дневен ред. Значи, очигледно се игра на таа карта, на картата време, едниот сметајќи дека не ке смее да распише, иако ако се држат строго до изборниот законник, тие имаат право да распишат, нели, да ги повикаат и другите согласно процедурата, да ја исцрпат целокупната листа и дури потоа, иако постои една недвосмисленост, па дури потоа да распишат нови избори за тие празни избирачки места. Теоретски, ајде од првата до петта изборна единица има по 6-7 пратеници во рамки на опозицијата. И можат во 3 или 4 турнуси да ги извртат сите, нели, да ги прашат дали би сакале да дојдат на местото на тие што се откажале од пратеничките мандати. Почитувајќи го рокот од изборниот законник од 8 дена. Каква ќе биде ситуацијата, да речеме, во 6-та изборна единица? Вие сте правник и ме интересира вашето мислење. Таму СДСМ, односно опозицијата, има еден пратеник. Така. Значи треба 19 наредни што се на таа листа да ги прашат. Ако треба секој да помине по една недела, то се 19 недели, тоа е без малку половина година што се вика. Па 19 по 8 дена, јасна е математиката, тоа е отприлика повеќе од 6-7 месеци, нели, 190 отприлика дена. Ако ми е добра математиката, вака на брзинка, околу 7 месеци. Значи, очигледно нема да имаат да играат на таа карта, од една страна, од друга страна, мислам дека и не е добро за ВМРО ДПМН да игра на таа карта. Ако веќе се реши да има предвремени избори, тогаш мислам дека ќе се распишат за цела територија за сите 6 изборни единици и мислам, познавајќи го Груевски, тој ќе искористи оваа шанса, оваа обезглавена опозиција, ќе искористи така да убедливо, ако има воредни парламентарни избори некаде на пролет, март или април, да докрај да обезглави опозицијата и со тоа да стави крај на Социјалдемократскиот сојуз, барем за наредниве 2 или 3 мандати. Веќе знаете, ако Заев имаше проблем со пратеничката група, која од претходниот мандат на Бранко Црвенковски, па најголем дел од таа пратеничка група не дојде, не е на листите на сегашната пратеничка група, минатиот вторник на тие консултации опозицијски беа поканети пратениците на НСДП, на ЛДП, но не беа поканети пратениците од пратеничката група на СДСМ. Тоа покажува дека со ова своја пратеничка листа Зоран Заев има тешкоти да воспостави политички диалог или да има контрола врз нивното политичко поведение? Па нормално е да после толку време вие да играте топло-ладно со вашиот пратеник, нормално е дека на поголем дел ќе проработи суетата, ќе проработи политичкото его и на некој начин ќе бара да се искаже во јавноста, односно да се произнесе токму заради она зашто бил избран, односно да се појави пред јавноста и да ги брани интересите на еден поинаков начин за разлика од она што го протежира неговото политичко раководство.
Како обично велам, почитувани гледачи, мандатите на последните 3 пратенички состави траат многу помалку колку што траат браковите на Елизабет Тейлор во златното време, кој имаше 6 или 7 бракови, и всушност во изминатите 7 или 8 години ниту една политичка гарнитура не го издржа својот мандат до крај, и Македонија единствена земја во Европа која во последните 8 или 9 години има 3 предвремени парламентарни циклуси. Мислам дека цела оваа ситуација во која се и власта и опозицијата, меѓутоа најмногу граѓаните на Република Македонија, една нелогична политичка ситуација, морам да признам, со еден вид за мој хасо најдобро може да се објасни, што еден опозицијски лидер ми го кажа некаде пред една недела, му викам, бе, нема логика ова што го правите, абе вика има логика, знаете. Тоа е на некој начин како оној виц копа мујо канал и доаѓа хасо го затрупал каналот. Доаѓа фата и вели нема логика ова што го правите. Ти копа се мачеш, он доаѓа по тебе и го закопа каналот, бе вика има логика, ама го нема сулјо да стаи кабел додека се копа каналот. Така ми личи целата политичка ситуација, можеби има логика, ама го нема сулјо. Повеќе од јасно, меѓутоа сулјо тука е некаде, колку што јас имам информација, ако мислиме на сулјо како персонификација на меѓународната заедница, мислам дека таа е постојано присутна и првата таа лидерска средба која што беше помеѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз беше под притисок на меѓународната заедница. Претпоставувам дека и сега таа не остава на случај. Можеби ние немаме доволно информација, меѓутоа претпоставувам дека во позадина вршат притисок и во последно време гледаме дека се појавни стануваат изјавите на одредени челници на Европската заедница, задолжени за Република Македонија, кои што побаруваат опозицијата да се врати во парламентот. Можеби да се случи. Дори Жерновски почна во стилот на Мендух Тачи своите изјави да ги дава после средбите од пред американската амбасада. Значи во една ваква ситуација јас претпоставувам дека овој притисок ќе се засили во последниве до некаде пред Нова година, така да можеби ќе бидеме сведоци на некој компромис, нели волкот сит да биде и овците на број да бидат, така да можеби ќе имаме условно некое враќање на опозицијата во парламентот, а сето тоа ќе се обидат и едните и другите да го представат како победа, едните за да пред своите гласачи, пред своето гласачко тело и пред своите членови и симпатизери да кажат еве ние успеавме, се вративме во парламентот, меѓутоа за да го распуштиме парламентот, за да имаме ворени парламентарни избори и можеби некоја меѓувлада, не можеби некоја што го реков, можеби неутрална влада со неколку 20 до 30 експерти кои што евентуално би земане малку поактивно учество во спроведувањето на изборниот процес, така да сите бидат. Меѓутоа има тука експерти за таква влада колку сакате, Боцевски, Владопоповски, Чашуле. Значи такви експерти раѓа Македонија. Па знаете, нема многу затоа што сите тие експерти си го наплатија своето Каракамишева може, не знаеме. Па добро, најголем дел отидоа во амбасадори, меѓутоа можеби другите очекуваат уште да бидат повторно. Она може 4-5 места, она може 4-5 места да пополни од правда до Министерство за внатрешни работи. Значи експерти си има, само волја треба, нели сулјо. Да дој. Добро, мислам дека е тука и работи. Прашање на време кога ќе ги натера да го откопаат каналот и да го постават кабелот. Значи господин Кикиновски за крај, страмата е 8-9 години да немаме редовен пратенички мандат. Да немаме редовен мандат кој се прекинува со 3 последователни предвремени избори во Република Македонија. Па во Зимбабве истеруваат владите цел мандат. Ова е навистина, морам да кажам, не само загрижувачки, за препастувачки, па и се уморивме како граѓани на Република Македонија од вакви политички конјунктури. Па знаете што, ние не ги знаеме пратениците кои се, како резултат на тоа што тие се менуваат со брзина на филмска лента, на година и пол, на 2, веќе имаме, ние не знаеме веќе кој ни е пратеник. Не знаеме дали некој го одработил совесно својот мандат или не го одработил совесно својот мандат. Знаете, браковите на Елизабет Тейлор трае повеќе него пратеничките мандати во изминатите 8-9 години. Се согласен. Тука правиме прва пауза за реклами. После рекламите следува интервјуто со лидерката или фронтменка на организацијата Удар, која се залага за рушење на Никола Груевски.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Zinajko German Lemonade. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Мери Николова е фронтмен на таа групација Удар која настоја преку улични протести да го сруши Никола Груевски од страна на провладините портали и медиуми. Таа е означена или е квалификувана како жена која е облечена во гардеробата на Луи Витон со обидува да направи социјална револуција во рамки на Република Македонија. На интервјуто кај нас не дојде облечена во Луи Витон, меѓутоа е облечена во Барбери и во Долче Габана. Значи вие сте таа Мери Николова. Да, јас. И вие решивте да го рушите Никола Груевски. Токму така. Овој боксерот Кличко во Украина ви е некој роднина? Па може би наликуваме еден на друг. А сигурно не наликувате, поиќе на Тимошенко ме наликувате, меѓутоа вие го преземавте символот на Кличко, а тој е удар, тупаницата. Точно. И мислите дека боксеров во Македонија можете само на боксерски начин да го срушите? Ова власт само на таков начин би можела да се сруши. 2006 година Никола Груевски доаѓа и победува на изборите, користејќи ги оние символи на позната портокалова револуција во Украина, Јушченко, Тимошенко и така натаму, вие сега сметате дека со користење исто така на украински символи, а тоа се на боксерот Кличко, дека може да го празите Груевски? Со самите символи на црното знаме и се поставува прашањето, значи зошто црно, цела Македонија е завиена во црно. Цел наш труд е усмерен кон поразување на оваа политика, не лично кон особата Груевски. Противникот ви е боксер. Противникот ни е боксер и имаме и ние боксери, така да нокаут, удари. Не се плашите дека може да завршите како боксерска вреќа? Па може и тоа да се прифати. Се што е добро во полза на народот, може се да се прифати. Знаете, вака кога ве гледам, може би повеќе символ на вашето делување би требало да биде штикла, а не удар. Јас сум и штикла и удар. Ме навредат ли сите овие напади по вас, по социјалните мрежи, по порталите, ве нарекува чичолина на македонската политичка сцена? Како една жена со 2 деца, тоа може да го издржи? Воопште не ме навредува. Умеам да се носам со сето тоа, јас знам каква лична сум и продолжувам понатаму. И тоа сепак се тоа тешки навреди, чичолина. Па, како тоа го доживувате? Еве, ако не сакате да сте чичолина, што сакате? Која би сакале да бидете? Силвана Бонева, например? Никако ни случајно. Би сакала да остана Мери Николова. Мери Николова стана позната на македонската јавност некаде пред 2 или пред 3 години, кога даде тоа интервју понеделникот Крема, кај што отворено проговори за незината љубовна врска со поранешниот министар за транспорт и врски Агром Буџаку, подоцна и кандидат за претседател од редовите на ДУИ, а сега амбасадор на Република Македонија во Франција. Вие бевте и станавте познати на јавноста со оно интервју кај што проговорувате за вашата врска со Агром Буџаку, поранешниот министар за транспорт, кандидат за претседател од редовите на ДУИ и амбасадор на Република Македонија во Франција. Да, јас сум таа Мери Николова. Агрон е еден прекрасен човек, интелектуалец кој што Македонија треба да се гордее со него. Тој нека наликува, сите останати нека наликуваат на него. Агрон е повеќе ценет во Европа отколку на македонската јавност. Какви се вашите односи сега со Буџаку, дали се уште? Прекрасни.
Да, прекрасни. Освен што се прекрасни, формално правно. И се, ако веќе прашувате и уште повеќе се сакаме, нашата љубов, значи уште посилно. Значи, ви имате подобри релации со Агрон Буџак, отколку што ДУИ, например, има со СДСМ. Па, може да се каже. Ака сте опасна жена, знаете. Кога слушам како давате енергични одговори, како настапувате во јавноста, тешко на Агрон Буџако. Со ваква жена. Сигурно по бурек го праќате. Тоа никако, значи нивото го задржуваме, почита останува меѓу нас, секој се бориме за своите права, тој си се бори за неговите, политичката определба и нашето размислување не представува пречка да продолжи нашата љубов. Ако кога гледам, многу богато ми изгледате облечени на сликите на социјалните мрежи на Facebook, и исто така. Може да се видат фотографии сликани пред Луи Витон, сликани со богата гардероба и така натаму. Кој побогато се облекува, вие или Шекеринска? Па не би сакала да одговорам на личност која што сега не е до мене. Инаку јас да облечам и гардероба од 20 евра, ќе кажа дека сум богато облечена. Значи треба да знаеш да се носиш со она, значи треба да знаеш да се онис. Треба да знаете да се носите со она што го носите. Значи може да биде богато или скапо. Луи Витон не би сакала да одговорам на тоа прашање, сепак нека ги голицка оние кои што го започнаа тоа прашање, па да видиме докаде ќе одиме. А како ве гледам на некои фотографии на Facebook, сте накитени ко новогодишна елка, морам да признам. Например, која фотографија гледавте? Па не знам, она пред Луи Витон, например. Па ајде следниот пат дојдете, заедно ќе се сликаме пред Луи Витон. И можеби за вас ќе кажат, еве на вашата девојка, жена, носите ташни од Луи Витон. Луи Витон добро што го украсив нивниот излог. Мојата ташна се знаеше која ја носев и мојата рака беше усмерена. Че вие сте вака со Луи Витон? Па можам секогаш да бидам вака, но надворешно. А можете и вие исто со мене ако ме придружувате. Па би ја придружил, да ви кажам право, меѓутоа јас не располагам со такви финансиски средства да можам да се накитам коелка и така накитам коелка. Дека бев накитена и така накитам коелка да излезам на Facebook, знаете, тоа сепак не одговара на новинарските стандарди или на стандардите на живеачката во Република Македонија. Па кажете каде ја видовте таа накитена елка? Елка? Многу имате фотографија, не знам, со како со падобран скокате, како сте, не знам, па вие годите на одмор со што скокате, со вашите носи? Па тогаш значи така? Тоа е скап одмор, знаете. Мислете дека тоа е луксус ако го качите вашето дете да тоа што посека да го почувствува? Не, сам да кажам, господин Николова, дека ако сте решили да рушите на ваква власт... Господинот Груевски дали беше во Турција со неговото семејство во придружба со неговата мајка? Од чиви пари тој оди во најлуксузните хотели? Со чиви пари лета, со чиви пари престојува неговата мајка. Значи, ние сепак, да бидам јасна на гледачите, самото представување, китењето на елка, носењето, стилот мој е личен мој живот. Јас не сум ниту во позиција за да некој ме оквалификува, јас ваква гардероба носам или онаква. Доколку имат желба да носат ко мојата гардероба, слободно нека дојдат ки подарам од нејс. Господин Николова, како ќе острушите Груевски? Ова Македонија изминатите 7 или 8 години навистина влезе, ајде да речеме, во една комунистичка фаза. Кога е ерес да се биде богат, кога е ерес да се биде успешен, кога е ерес или е голем греф да се биде човек кој може да ужива во животот. Гледате која харанга се води кон вас. И велите, јас ќе опоразам Никола Груевски, кој глуми аскет на македонската политичка сцена, кој се слика во некој дрес јаса, какви што се носеле пред 20 години, кој безмалку кога ги дава оние изјави, ги дава облечен ко шофер на ЈСП. И вие сакате да го поразите тој Никола Груевски. Како? 4 лидери има на СДСМ тој човек поразено. Како вие ко Мери Николова ќе поразите Никола Груевски? Да не се лажеме, тешко е рушењето на оваа власт, зашто длабоко е навлезена во криминал. Меѓутоа, ако се освести оној народ кој што се уште е во некој зимски сон, да го крене гласот и да каже стоп на погрешните политики, стоп на оваа влада, стоп на ова недемократско општество, јас мислам дека Никола Груевски сам би дал оставка. Немојте тоа да мислите. Тој Зоран Заев мисли дека сам ќе даде оставка. Во оваа држава никој не дава оставка, господин Николова. Во оваа држава со кран некого да влечете од фотелја не може да го извлечете. Па затоа во оваа држава се појави една личност каде што со овој удар, доколку некој милом, значи
фашистичка власт, недемократска власт се руши само со револуција. Значи ви би биле Јован Корлјанка, например. Па може. Би се соживеале со таа улога? Спремна сум. Нема што да изгубам во Ке животот. ви извадат се и се што, например. Нека извадат слободно. Сте биле ли член на ВМРО ДПМН? На ВМРО ДПМН никош не сум била член, тоа може да се... Сте биле гостинка на овие полнокни забави кои ги правеле Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Тоа беше напишано, тоа беше едно од обвинувањата. Нека покажат со докази, така да само краток е одговорот. Никош не сум била член на ВМРО ДПМН, имам роднини од ВМРО ДПМН, нормално како и сите ние граѓани. Некои од нив, значи, продолжуваме да остануваме во родбинска врска, некои се разделуваме. Инаку бев кандидат на листата на ВМРО Македонска, но и тогаш кога бев кандидат од страната кај Стојменов, бев против ВМРО ДПМН. Не бев против СДСМ, па сите во јавноста знаат дека ВМРО Македонска требаше да влезе во коалиција со СДСМ. На трето место бевте на листата на ВМРО Македонска. Па и на прва да сум била. Носител беше Златко Стојменов. Точно. Внукот на Борис Стојменов. Така, да. Значи, вие сте сега типичен представник нова СДСМ. Ги има и шетано сите партии и на крај станува СДСМ. Вие гледате цела една булумента на луѓе залепени околу Зоран Заев, се луѓе кои не се СДСМовци. Па вака, јас искрено да ве прашам, значи, јас сум СДСМ од 97-ма во срце и во душа. Без книжка. И како сте од 97-ма? ВМРО Македонска, 2002 сте станале на трето место на листа на ВМРО Македонска. Јас кажувам без книжка. Без книжка. Господинот Бранко Црвенковски е икона во моите очи. Што се однесува до ВМРО Македонска, значи ВМРО Македонска исто настапив да го разбијам крилото на ВМРО ДПМН. Сега ова кога кажавте икона во вашите очи Бранко Црвенковски. Точно така. Нема СДСМ ни 50 луѓе на тие протести на удар да ви праќа. Па не мора, ама зашто ја мешате политиката за овој удар? Ние за нас се посебно алергични на Бранко Црвенковски, знаете. Тука ни вакцина на Докич, пулмо вакцина не помага против Докич нека му даде вакцина на Никола Груевски, тој знае каква вакцина добивала од Докич, тоа го сите знаеме во јавност. Дали опозицијата или македонската опозиција стои за овој протест или овие организации, манифестации и политичко делување на групацијата Удар и дали групацијата Удар може би треба да игра таа улога која играше гласот на светлината, кој беше помагал на страна на ВМРО ДПМН и кој некаде 2005-2006 година одработи голема работа за победата на Никола Груевски на изборите 2006 година. Јас го почитувам господинот Заев и токму го поддржувам за враќање на средната класа. И вие баш сте средна класа вие. Па да, сум средна класа, јас. Средна класа со оние што имат куќи. Па добро, значи, според вас, луѓето не треба да се облекуваат, тајде голи да шетаме сега. Кои тежат некаде 8 до 10 милиони евра. Па дали сум само јас таа единствена? Сами кажува дека тежат 80 милиони евра, не сум го измислила јас тоа. Па добро, тие нека кажуваат, јас можам да кажувам за себе. Капиталот го направиле кој е ВМРО на власт, знаете. Јас немам капитал направено, ниту ми треба власт, ниту ми треба функција. Играчи за рушење на Никола Груевски. Знаете, народот тоа го препознава. Јас не гледам кај видовте играш за рушење на Никола Груевски. Ударот е за рушење на Никола Груевски. Ако доколку народот масовно излезе, кој што не е партиски, кој што не е определен, тогаш нека повели СДСМ, нека излезе на улица, нека ни помогне. Да направите на таква иконографија, да отпечатите, да смислите лого, да смислите символ, то сепак како луѓе поединци е тешко да го направите. Ма видете, СДСМ е демократска партија, не може да не контролира ние, значи што треба да организираме. Нема, веројатно знаете овој македонски амбиент, тука секоја стои одредена политичка сила, како што стоеше зад гласот на Која политичка сила стоеше зад ударот? Зошто не прашате дали СДСМ беше известена за овој удар? СДСМ нема благе везе со ударот. Тамо мислам дека пред вас фронтмен беше оној Ѓуро Ѓаковиќ. Ма како фронтмен да беше еден Ѓуро Ѓаковиќ. Ма не сакам да дискутирам, да го губам времето. Голем љубител на сок од грозје. Дали обично ферментирано или дестилирано, важно сок од грозје. А може би сокот од грозје го добива од власта, така да не сакам да дискутирам за личности кои што не вредат во мојата личност. Примани на највисоко ниво од Зоран Заев и од Оливер Спасовски. Каде тоа беа примени? Во салата за состаноци на СДСМ. Па не знам кој таа информација видел. Па не знам, може би сме биле чисто онака да се видиме, да размениме нашето незадоволство. Не знам зошто ме го мешате господинот Оливер или господинот Заев. Па тие се едни прекрасни
прекрасни луѓе кои што на вистина јас лично ќе се заложам да дојдат на власт. Знаете, И вреда да се проба тие луѓе да дојдат на власт. Бихачка не е Дизниленд, па кој како сака да влезе. А што е Бихачка? Значи Бихачка додека ги брка обичните луѓе, ВМРО затоа победува. Да, зашто го прима кај себе и оној со опинци, и оној од канта од тука што јади. Додека Бихачка не го прибере цел народ, Бихачка ќе има да губи. Не може да кажете, господи Никола, не стои СДСМ зад вас, кога тие луѓе сами ги стават профил фотографиите на Facebook од средбите со Заев и со Оливер Спасовски. Дури не треба ВМРО ни да истражува, не треба. Видете, ВМРО јас сега ќе отидам. Па сакате ли утре? Па немојте ве молам, значи јас утре да ги објавам сликите од ВМРО, тогаш сум ВМРО и така сум направена ВМРО. Па кажете, значи, дали сликата е веродостоен документ? Па јас имам и од Јанко Јади бурек, па ги имам од сите, значи, нормално, имам слика со вас, можам и таа да ја објавам. Вие во која партија? Вие во која партија? Не сум во која партија, пошто нема партија од центарот, а мене емисијата ми се вика во центар, нема партија од центарот, така да немам никаква партија, морам да ви признам, сум непартиски. Јас почитувајќи ве вас како новинар и не плашејќи се лично од вашите ставови, а па многу зошто Никола Груевски не го повикате во емисија? Последен пат дојде октомври 2000 година. И не се појави? Па Бога ми помина лошо. Па не може, зашто вие сте одличен новинар. Со символика на боксерот Владимир Кричко во Украина, или тату Паница, или тој удар, всушност групацијата Удар сега сака да го сруши Никола Груевски и вели дека на боксерски начин може да се справат со боксерот Никола Груевски. Тука се поставува клучното прашање дали таа цела групација или фронтмените на таа групација може да завршат кој обична боксерска вреќа на Никола Груевски, кој во изминатите 7 или 8 години буквално ги прегазува на политичката сцена 4 лидери на СДСМ. Ако ништо друго, тогаш нова госпоѓа или нова жена, Мери Николова, треба да се честите на незината храброст, бидејќи во ова време или во ова невреме, така фронтално да се влези во конфликт со Никола Груевски, тоа ретко кој го прави во Република Македонија. Проблемот е што веќе е налетана на одредена харанга на тие провладени медиуми, да се плашам дека на крајот може да заврши како обично мелено месо фрлено на политичкото буниште. Еве ако го поразите Груевски. Теоретски. Теоретски зборуваме, ние практично немаме. Ако го поразите Груевски, кај ќе прославите? Во новиот театар МНТ, кај што прославуваше Шекеринска пред 2 месеци? Лично јас, ако го победите, нели кај би прославиле во МНТ? Тоа сместа треба да се руши. Во каков барок луѓе ние треба да живееме? Па дајте ни барок на облека да шетаме, да се чувствуваме вистина како луѓе кои што ќе ни доликува, а не ние да шетаме кој вака облечен. Како ќе го рушите? Па вие не сте Гюнер Исмаил, тој ќе руши. Вие сте нели една прекрасна, фина дама, која знае да ужива во животот. Овде веќе нема прекрасна, јас можам да бидам и непрекрасна фина дама, значи кога сум плеткана во ова. Револуција, ова власт не може рушење со седење дома и со преси со ова. А вие навистина мислите револуција да правите? Па точно мислиме, ќе се обидиме. Народот ќе се освести, кој ќе види дека овој народ 1000 денара оди на пазар, кои продукти ги носи дома, кој ќе видите дека вашите дечиња, ова власт повикува правете деца, па ајде Никола Груевски, кои пари ги давате на тие трето, четврто дете, нека направи тој дете, нека чува, сега е во можност да го стори тоа, има висока плата и 5 деца нека направи. Кои работи на овој народ му се прави, му го поматуват мозокот, за 15.000 денара мене некој да ме натера да правам дете? Ве молам кој ниски удари од човек. Ковака ве слушам. Па вие како фативте залет и Вучич во Србија ќе го срушите? Па ви има да рушите, па ви има да рушите, кам да се појави Вучич. Па ви има да рушите по Балканот влади, значи има да ви се плашат кога на времето Срđа Поповиќ обеа од отпор. Па ви има да осушите Груевски. Па дури мислам црногорците ќе викнат и Мило Ѓукановиќ да го рушите. Јас немам за личности ништо против. Имам против оваа диктаторска власт. Имам против измачениот народ кој што го заблудува оваа власт. Дајте еден пример дека вистина кај нас течи мед и млеко. Па видите вие секој ден моето дете да гледа на телевизија. Овде лента пресекле, овде направиле реформи во здравството. Мојата мајка 3 месеца болна, можеби од рак, не може да оде да се оперира. Ма немојте, толку сум револтирана, значи на оваа власт, толку нелични мои проблеми на народот кој што го слушам секојдневно и кој што гледа во мене дека јас можам да му помогнам. Ако толку го сака да СДСМ, ова све СДСМовци у владата. Јас го сакам и обични, јас го сакам и ВМРО-вци. Вистинските ВМРО-вци. Значи има многу луѓе незадоволни. Јас па искрено да ви кажам, не ги гледам луѓето партиски.
За мене не постои, значи партија, И добро, јас ве гледам како личност. и за колку време Еве вие ако сте ВМРО, па јас би дошла ќе вас во емисија, но јас би почитувам како новинар. Зашо јас мора да бидам, вие ќе се не бидете мора, ВМРО? бидете СДСМ. Не морам ни СДСМ. Бидете со мене не во морам ни ударот. СДСМ, Бидете со мене да. во ударот. Застанете дека вие сте квалитетен човек. Ако во мене толку има квалитети, дојдете и вие со мене. Зашто и вие сте квалитет. Вие сте еден од првите тројца новинари во државата кои вредите. Ако мене толку висока оценка ми дадете, дојдете. А сега сакате да ме врбувате ударо да бидам. Не ве врбувам. Затоа викате еден од трите најдобри новинари. Не ве врбувам. Да, значи пробувате. тоа воопште врбување нема. Значи еве да Ако кажем вие мене толку ми ласкате и вистина го мислите, тогаш и вие тоа исто така гледачи, прикажете. немојте да верувате на убави жени, бидејќи они сакат со својата сладкоречивост да ве врбуваат, да бидете присутни во ударот. А ова многу интересно кажано, токму така, значи во јавноста надвор, значи од Сега пробувате. Ова така јас го сваќам како покана, да ви кажам искрено. Па не знам, луѓето не се толку глупави дека може да ве врбува една. Јас сум жена во години, убави жени ги има многу, значи имаме многу убави жени. Зошто не се појават убави жени да предводат нешто храбро? Во овој удар не постои убавина. Во овој удар делува. И добро, значи, за колку време ќе острушите Груевски вака сега? Апроксимативно. За година, за две, но ударот не се откажува. А може и никогаш. А за тоа никогаш народот ќе каже. Ако продолжи со овие погрешни политики, Никола Груевски за една година сам ќе си даде оставка, а не да поднесува тужби за тужбата што сега за нарушено здравје. Значи ве молам, срамно е да се каже премиер дека тужи за нарушено здравје. Тогаш човек со нарушено здравје ли нас не ја води политиката? Па ја не сакам ни да поверувам дека нашиот премиер е со нарушено здравје. Подобро нека се откаже од тие пари да докаже дека не е точно она што се шпекулира. Никола, видете? Не знам, господи Никола, после едно вакво уште интервју да дајте, отиде Агром Буџаку назад од Франција. Ама зошто го мешате Агром Буџаку со ова? Агром Буџаку си е во друга политика. Јас сум си во друга, мене ниту Агром Буџаку, ниту СДСМ, ниту ВМРО не може да ме сопри. Во каква држава живееме? Агром Буџаку е господин, видете господине Ефтов. Тој во Европа е подценета личност. Јас би сакала европјаните да го ценат отколку Никола Груевски ќе го разрешил Агром Буџаку. Па баш ќе му направи услуга. Никола Груевски треба да моли за таков кадар. И Дуи треба да е вистина поносна зашто постои таков квалитетен кадар и што сметам дека е поносна не само тој. Господјата Теута Арифи, останатите она под паролката симпатичната, јас се дивам на таков кадар. Зошто би кажала за нив нешто лошо? Па Дуи ја води најпогрешната политика, па тие се европско ориентирани, тоа стана господа. Што бара во коалиција со ВМРО? Па они со европско ориентирани ставови треба да се приклучат кон СДСМ. Ама вие коалицијата ќе ме растурите. Ма зошто јас да ја растурам? Па тоа е вистината, па тоа. Ма немојте, видете, тие се во коалиција што некој што не турка да не одиме во Европа, а Дуи се залага кон европска интеграција. Па Дуи му личи, кај личен народ да застане со иста цел, со иста визија, отколку да остане во коалиција со човек кој што ги тапша по рамо и дава небитни министерски фотели. Па чекате бе, па Дуи крај на крај има многу интелектуалци, треба да капа да и се симне од македонскиот блок. Па вие цунами ќе направите на политичката сцена. Јас не испаѓа дека ги бранам Дуи, јас никој не поставам од Дуи. Вие ќе направите цунами на политичката сцена. Зошто тоа е? Јас не сакам да се мешам значи во нивните. Јас само кажувам гледање и пренесувам ставови на луѓе каде е ликот на Дуи. Дуи му личи да биде во коалиција со СДСМ. Европските ставови не треба секирата тука да ја стави Грујо и да ги влечи за нос со народски кажан. Ја не сум политичар, јас борам со јазикот на народот. Верувате во што го правите? Да. Верувате дека ќе поразите Груевски? Ќе се борам, а пораз од Бог. Верувате дека СДСМ не стои зад вас? СДСМ не е ни повикан. СДСМ воопште не знае што се Општинска овој удар. организација. Ама тоа е, видете, центар, општинска организација, центар на СДСМ не стои за овој протест? Не. Може на овој протест, па еве јас како член на СДСМ. Финансиски, организационо. Ма немојте ве молам, немојте ни случајно, значи СДСМ можеби само да каже фала и благодарение на овој народ што постои дека има ваков кадар. СДСМ да ви каже фала. Па зошто утре за СДСМ би се СДСМ борела? сака ќе ве видат во интервјуто
И кога виде дека имате интервју со Васко Ефтов. И кога виде дека вака добро настапувате. Вие имате едно 5000 непријатели у СДСМ, веднаш после интервјуто. Ама јас ако сака цела Македонија нека биде мој непријател. Народот е свесен дека ова води кон погубување. Не може да се дозволи да се погреба Македонија. Погребувањето е со самото навлегување во Европска Унија. Значи да резимираме. Никола Груевски ќе погреба Македонија, не е веќе боксер туку е гробар, а веќе опоразите Никола Груевски. Јас не велам личноста како Никола Груевски, туку би го поразила и би застанала, би говорела против погрешните политики. Значи, поразувањето е многу тежок збор. Јас не сакам да му го сменам личниот опис, не сакам да се наметнувам физички, бидејќи јас сепак сум жена, останувам дама. Но сепак, овој удар. Со ваква агресија сигурна сте дека не би сакали личниот опис да им го смените. Ама видете сега, агресија е друго, емотивното настапување е друго, а физичкиот опир е друго. Мала е таа граница помеѓу агресијата, вербална и физичка, не може дама да дигне рака на маж, видете сега, немојте така, значи. Знакот ви е удар, знаете сега, јас претпоставам дека ударот, рековме, зошто е символ. Удар против погрешната политика, удар покрај социјална. Ама Кличко направи тепачки у украинскиот парламент, нели вие го имате символот и символиката на Кличко, така да можеби да очекуваме може некои можеби ако дојде до таа револуција и ударот кој што ние ќе го понесеме со нашата вистинска рака, можеби со рака или токмак, како би повеќе преферирале? Не се знае каде ќе води сето ова. Значи ние одиме сега со мило. Ние сега одиме со искажување на нашите незадоволни ставови. Јас застапувам една група на граѓани, посебно на лица кои што треба да го решам нивниот проблем. Јас воопште не страдам дали јас би била функционерка или не би била. Па јас самата по себе сум си функционерка. Вака се гледате место Радмила Шекеринска на пример. Воопште таа е жена број 1 за мене, немојте. Жена за почит ораторка Радмила Шекеринска, можат вода да и носат сите. Сега кој ќе ве слуша Радмила Шекеринска, има да се препотува на секој. Зошто да се препотува? Во кој смисол? Одма ќе рече дека зошто нешто што вреди е паметно во државата, зошто против Радмила Шекеринска? Немојте ве молам Радмила Шекеринска, никош и да ми понуди нешто. Мислам вие сакате местото на Груевски, а не сакате на Шекеринска. Видете, јас не сакам ничие место да заземам. Јас да ви кажам, многу среќа. Бидејќи патот на кој сте трнале, ќе ви треба многу храброст и многу среќа. Господине Васко, бидејќи ме удостоивте со разговор и со едно префинето кафе, јас би сакала да ве поканам во името на организацијата на ударот. Ова мајца, доколку и вие сте праведен човек како нас и без разлика што сте новинар, да ве видиме на протестот или со ова облечена мајца. Ви реков јас. Ама нели ви реков пред 10 минути дека ќе проба да ме врбува со мајца за да бидам учесник. Ако ве видам таму, значи ќе успеам да ве врбувам. Втора пауза за реклами, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Изворска во нова еко амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ.
Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов,